Добар ден и добро дојдовте во Урбаните вести. Следува генералната најава, веднаш потоа се враќаме во студиото со денешните настани. Градски енергетски системи АД Скопје е новото предпријатие на град Скопје. Во средните училишта запишани 11.697 ученици. Второто пријавување е на 28 јуни. Наградите на Друштвото на писателите на Македонија книжевен жезол врачени на поетите Видое Видичевски и Георги Добре. Советот на град Скопје донесе одлука за основање на ново јавно предпријатие Градски енергетски системи АД Скопје, кое ќе врши енергетски дејности. Во моментов се прават подготовки граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона да можат да почнат да ги користат услугите на новото јавно предпријатие. Советот на град Скопје донесе одлука за основање на ново јавно предпријатие Градски енергетски системи АД Скопје, кое ќе врши енергетски дејности. Советот на град Скопје во својство на собрание на акционери го усвои статутот на акционерското друштво за енергетски дејности и ги избра членовите на надзорниот одбор на новото јавно предпријатие, кој понатаму ќе изберат управен одбор од 5 члена. Ова акционерско друштво за подрачјето на град Скопје ќе врши снабдување на природен газ и топлинска енергија, како дејности од јавен интерес од локално значење. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основање на новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување во системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на нашиот град. Како што информираат од градот, периодов се создаваат услови за преземање на топловодната мрежа и започнува да се имплементира процесот на гасификација на градот, во кој граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона ќе може да почнат да ги користат услугите на новото предпријатие. И оваа година, како и досега, основците при изборот за понатамошно образование се одлучија за гимназиите, со што вторуписен рок нема да има за скопските гимназии Јосип Броз Тито, Никола Карев, Урце Николов, Георги Димитров и Раде Јовчевски Корчагин. За второто пријавување во јунскиот рок, кое ќе се спроведе на 28 месецов, слободни места има за вкупно 24.086 ученици, од кои за гимназиско образование 6.068 и за стручно образование 17.900 места. По добиените извештаи од двата дена, 18 и 19 јуни, пријавување во средните училишта за упис во прва година, Министерството за образование и наука денеска соопшти дека од 17.590 пријавени, запишани се 11.697 ученици. Според видот на образованието, 4.873 се примени во гимназиско образование, 6.462 во стручните училишта, 208 ученици во спортска академија и 154 во спортска гимназија. Квалификацијското тестирање ќе се реализира утре во Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов во Скопје за образовниот профил медицинска сестра од здравствена струка на македонски наставен јазик и во средните училишта во кои се реализираат наставни планови и наставни програми за уметничко образование. Училиштата во кои ќе се реализира квалификацијското тестирање, конечните ранг листи ќе ги објават на 25 јуни, соопштува Министерството за образование и наука. Како и во минатите години, најголем е интересот во гимназиите, така што запишувањето ученици во Скопје е завршено во гимназиите Јосип Броз Тито, Никола Карев, Урце Николов, Георги Димитров, Раде Јовчевски Корчагин и во Јосип Броз Тито во Битола, како и за образовни профили од здравствена струка и од економско-правна и трговска струка. По објавувањето на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето задолжително треба да ја подигнат целокупната документација, поднесена во училиштето во рок од 48 часа. За второто пријавување во јунскиот рок, кое ќе се спроведе на 28 месецов, слободни места има за вкупно 24.086 ученици, од кои за гимназиско образование 6.068 и за стручно образование 17.900 места. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни.
Министерството за образование и наука информира дека за второто пријавување училиштата може да го намалат утврдениот број минимум поени, дадено во конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско-правна и трговска струка, како и здравствена струка. За учениците од 9-то одделение кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во август во училиштата во кои ќе има слободни места по јунскиот рок. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август. Денеска во Друштвото на писателите на Македонија се одржа манифестацијата Празник на липите, на која годинашните награди на Друштвото на писателите книжевен жезол им беа врачени на поетот од Охрид Видое Видичевски и на романскиот поет Ѓорѓе Добре. Со читање на песната Липа од Матеја Матевски, денеска во Друштвото на писателите на Македонија се одржа манифестацијата Празник на липите, на која годинашните награди на Друштвото на писателите на Македонија книжевен жезол им беа врачени на поетот од Охрид Видое Видичевски и на романскиот поет Ѓорѓе Добре. Наградите им ги врачи председателката на Македонската писателска асоциација Сонја Стојменска Елзесер, а за нивното творештво зборуваа писателите Раде Стилјан и Ермис Лафазановски. Ова негова пределба е со кристално јасен татковински белег. Видое Видичевски гради свест за времето и за судбинските настани што оставиле длабоки траги во неговата душа. Тој е сведок на мноштво гледки привиденија, на возбудливи доживувања на романтични излети кои ставиле неизбришливи траги во поетовата меморија. Природните езерски убавини, прошетките низ Малесија и Дримко, младешките доживувања на прекрасната Галичица, сето тоа е врежано во поетовата душа, та низ каежот на стиховите на изразито се остварува во стихозбирката Вечерен пејсаж над градот, за која академик Матеја Матевски ќе напише дека е изразито медитерански обоена книга со лирска атмосфера полна со таинственост, соопштена со модерен јазик. Видое Видичевски ја прифаќа девизата дека песната е недовршена човекова драма, создадена од множество изрази, пориви, падови и дилеми. По многу своји тематски и естетски својства, тој спаѓа во ред на поетите исповедници. Неговите песни не припаѓаат на оној вид поезија што трага по совршенството, но нивната функција е повеќе слојна, потикнувачка, љубопитна. Видичевски е повеќе од 6 децении активно присутен на македонската книжевна сцена, автор е на поетски и на прозни книги, а особено е значаен неговиот ангажман во покренување и профилирање значајни институции во неговиот роден Охрид, историскиот архив, радио Охрид, манифестацијата Прличеви беседи и е меѓу иницијаторите за основањето на фестивалот Охридско лето. Наградениот поет се заблагодари со песни за потопите, за која изјави дека упатува порака како се живеело и како да се излезе од ќорсокакот, за да може, како што рече, да живееме како луѓе и да бидеме среќни. Поколението да доживи раз голем, за да може да се наметне со своето живење и во светот. Многу ми е драго што пред се ми ја деделуваат колегите. Тоа е едно, а што еве на крајот од криштата и човек од провинцијата некако успеа да добие и награда. Односно, да го добие жезлот. Еден символ кој е многу значаен за сите нас. Во својот осврт за романскиот поет Ѓорѓе Добре, кој го наслови од другата страна на брегот, поезијата како освојување на невозможното, писателот Лафазановски рече дека овој истакнат поет и есеист од Романија успеал да стигне од другата страна на брегот, како што рече, не само со својата длабока и филозофски ориентирана поезија, туку и преку културниот мост кој го изградил во својата поетска кариера, со кој ги зближил македонската и романската култура. На собирот во Друштвото на писателите на Македонија денеска беше врачена и плакетата на поетисата Мирјана Тренчева,
добитник на наградата Даница Ручигај за 2017 година, која, читајќи ја својата песна Патот за Итака, рече дека тоа не е патот на Одисеј, туку тоа е македонскиот пат кон нашата Итака. Од денеска до 24 јуни на 7 различни локации во Скопје, во рамки на Скопје Street Music Festival 2018, ќе се одржуваат концерти под отворено небо. За време на фестивалот посетителите ќе може да слушнат рок-н-рол, джез, боса нова, етно, класична и филмска музика. Скопје, улица, музика. 3 зборови кои во себе ја содржат суштината на тоа што ќе се случува од денеска до 24 јуни на 7 различни локации во градот во рамки на Скопје Street Music Festival 2018, чија порака е дека добрата музика треба да биде достапна за сите, со концептот кој го нуди годинава. Целта на граѓаните е да им се овозможи на улиците и во своите мала да слушнат квалитетна музика која инаку ја има само на официјалните сцени и во концертните сали. Со тоа градот Скопје ќе се притвори во музичка сцена под отворено небо. Воедно фестивалот го следи форматот на музички фестивал, со што се стреми да го вброи Скопје на мапата на познатите музички фестивали. За време на фестивалот посетителите ќе може да слушнат рок-н-рол, джез, боса нова, етно, класична и филмска музика. Покрај тоа ќе настапат и специфични состави со француски шансони, еврејска музика и хорско пеење. На репертоарот ќе биде застапена авторска музика, но и преработки на познати песни. Во исто време присутните, особено помладите, ќе може да се запознаат со различни музички инструменти, некои од нив и многу ретки и несекојдневни. Изведувачите, каде се вбројуваат познати уметнички имиња, но и аматери, се избрани по пат на конкурс од страна на селекторот на фестивалот. Учество ќе земат вкупно 24 артисти, групи и ансамбли. Изборот на изведувачи е направен врз основа на квалитетот на музиката и жанрот на музиката со која ќе настапат артистите. Локациите на кои ќе се одржува фестивалот се плоштад Македонија, градски парк, трговскиот центар Лептокарија, паркот кај авиончето во Ново Лисиче, плоштад Скиндерберг, платото пред Универзална сала и Боемска улица. Настапите ќе започнуваат во 3 термини, од 18, 20 и 22 часот, а на последниот ден од фестивалот настапите ќе почнат во 12 часот. Коорганизатор на фестивалот е Конгресен центар Александар Македонски, а покровител град Скопје. Повеќе делови од Скопје утре ќе останат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Дел од корисниците од улицата Томе Арсовски во општина Кисела Вода утре од 11 до 13 часот и 30 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат и дел од корисниците од улиците Кузман Шапкарев и Беа Скуле во општина Ѓорче Петров. Од 7 часот и 45 минути до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од населбата Бунерџик, новата населба Јака, Илинден, населбата Бела земја во село Марино, како и фирмите My Market, Grand Export и Mag Invest во Марино, во општина Илинден. Од 9 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Јури Гагарин во општина Карпош. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на ЕВА на Македонија. Денеска имавме сончево време со умерена облачност и температура до 30 степени. Утре не очекува невреме со грмотивици и температура до 29 степени. Во сабота температурата ќе се движи од 11 до 21, во недела од 13 до 20 и во понеделник од 12 до 18 степени. И пред самиот крај уште една информација. ЈСП поради летниот распуст ги укинува бесплатните средношколски билети. За сите кои сакаат да купат средношколски билет, цената ќе биде 600 денари. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Довидување.